Еден од најголемите грабежи во енергетскиот сектор во самостојна Македонија е изградбата на хидроелектраната Света Петка над Скопје на реката Треска, за која почетно власта на СДСМ предвидуваше 43 милиона евра инвестиција која требаше да даде финални 66 гигават часови струја годишно при инсталирана моќност од 36,4 мегавати. Во епицентарот на овој мега криминал е градежната компанија Гранит од Скопје. На привидно законски одработен меѓународен тендер за избор на најповолен понудувач, владата на СДСМ која падна од власт во 2006 година, во тогашно Елем определи тендерска комисија која прибра понуди од десетина најголеми европски компании специализирани за изградба на хидроелектрани. Председателка на тендерската комисија беше Јасна Давидовиќ, тогашна директорка на секторот развој во Електрани на Македонија, наследничка на Јелена Грашевска-Шекеринска, мајка на Радмила. Јасна Давидовиќ како председателка на тендерската комисија имала однапред проектирана задача тендерот да го добие трговската компанија од Словенија Рико Љубљана, наследничка на малата Рико Рибница, компанија која немала референци во изградба на хидроелектрани. Давидовиќ носи одлука како председателка на комисија и потпишува решение за избор на најповолен понудувач конзорциум Рико Љубљана, проектантската фирма Енергопроект од Белград и градежно предпријатие Маврово од Скопје како фирма подизведувач. На овој тендер од Рико Љубљана губи Раде Кончар од Загреб, што е еднакво на чудо ако се споредуваат референците на двете компании, а губи и шпанска Ибердрола со која во конзорциум на овој тендер настапи градежното предпријатие Гранит од Скопје. Во периодот кога електроенергетската мафија го доделува овој тендер на Рико Љубљана, друштво со ограничена одговорност од Словенија, оваа компанија нема ама баш ниту една единствена референца во секторот изградба на хидроелектрани. Пред да добие тендер во Македонија за да ја гради ХЕЦ Света Петка, Рико Љубљана работеле само изработка на проектна документација за изградба на каскада за електрана на реката Аргун во Чеченија. Хидроелектрана во нивното портфолио не граделе никогаш пред и после Света Петка во Македонија. Туку СДСМ ги здружи криминално со ГП Гранит, а ДПМН ги прифатија и украдоа заедно 32 милиона евро од буџетот за да изградат хидроелектрана со околу 30% помал капацитет на производство од планираното, за 30% поскапа цена. Но, електроенергетската мафија од СДСМ носи криминална одлука со која практично ја поништува работата на тендерската комисија и веќе донесената одлука Света Петка да ја градат Рико и Маврово, а да проектира Енергопроект, вон тендер носат незаконска одлука поради економски причини, тоест загуби со кои работи ГП Маврово, да ги тргнат механички од победничкиот конзорциум. Па Јасна Давидовиќ наместо да распише нов меѓународен тендер, заради несолвентноста и известната пропаст на ГП Маврово, да ги повика учесниците на тендерот на нова евалуација, таа потпишува проста одлука со која губитникот ГП Гранит, поразена компанија на тендерот заедно со Ибердрола од Шпанија, да биде нов партнер на Рико Љубљана, подизведувач во изградбата на оваа хидроелектрана. Што се случи потоа? ГП Гранит заедно со Рико Љубљана ја креваат цената на изградбата на Света Петка на 75 милиона евра од почетните 43, а браната наместо годишно производство на 66 гигават часови струја произведува само 43. За 32 милиона евра поскапа хидроелектрана, Македонија во режија на СДСМ и ДПМН доби 23 гигават часови помало производство од мегаломански предвиденото пред почетокот на изградбата. Испаѓа дека како ја креваа милионската цена на Света Петка, така се намалуваше капацитетот на идното годишно производство. За овој 32 милионски грабеж во евра немаше никаква истрага, затоа што довршувањето на изградбата на дел му падна на власта на Никола Груевски и на директорот на Елем Владко Чинговски.
кој немаше ама баш никакви забелешки на работењето на Јасна Давидовиќ. Дури му станала миленичка откако стана директор на Елем, најверојатно поради овој, ама и други слични проектирани грабежи на тогашно Елем, денешно ЕСМ, за кое се знае дека е еден од најголемите загубари во Македонија. Ова е само една од бројните криминални истории поврзани со ГП Гранит. Ова е трагична историја за една градежна компанија која се учествувала во грабеж на буџетот низ изградба на хидроелектрана, ама и уништување на некогаш моćна и реномирана градежна компанија како Маврово. Немаше никаков сенс да се направат вонредни напори ГП Маврово да остане подизведувач при изградба на Света Петка и преку работењето да опстане и да продолжи да екзистира заедно со ГП Гранит и ГП Бетон. Не, бескрупулозно, незаконски Маврово беше избришана од победничкиот конзорциум со Рико Љубљана, со едноставно просто бришење со гумичка и на нивно место незаконски беше впишено името на нов подизведувач ГП Гранит, име на компанија губитник на овој меѓународен тендер. На криминалците од највисоката функционерска номенклатура на СДСМ и ДПМН на овој тендер им било најбитно да украдат 32 милиона евра, низ глума дека ете града за доброто на граѓаните. Дека ете Македонија ќе има доволно електрична енергија, а дури лажеа јавно и дека со почетокот на работата на Света Петка, нашата земја Македонија ќе биде енергетски независна од увоз, што се разбира дека не само што не беше точно, туку беше и далеку, многу далеку од вистината. Вистина е дека Македонија и пред и после изградбата на Света Петка и натаму и тоа како зависна од увоз на струја. Не секогаш собствениците на градежното предпријатие Гранит, таткото и синот Страшо и Зоран Милковски, краделе милиони евра со СДСМ и ДПМН на меѓународни тендери во бандитски конзорциуми. Низ нивната развојна историја краделе и на микроплан, уништувале луѓе кои ќе им се најдат на пат, присвојувале туѓо и го газеле секој кој ќе им се најде на тој пат. Таков пример е Делчевскиот. Во Делчево газат преку живи луѓе, без пардон, преку полициски началник и инспектор, кој се вика Дарко Стојменовски. Во рамките на секторот за внатрешни работи Штип функционира оделение за внатрешни работи Делчево со началник Зоран Чобагевски. Тој им е надреден на началникот на надворешната канцеларија за криминални работи Делчево, Дарко Стојменовски и неговата колешка магистар Лејла Анакиевска. Дарко Стојменовски е етаблиран криминалец. Купен е директно од Страшо и Зоран Милковски, татко и син, собственици на ГП Гранит АД Скопје. Го купиле Дарко да им врши криминални работи како началник на надворешната канцеларија за криминални работи и квалитетно го наградиле. Дарко не можел сам да купи и опфати се што му било понудени од семејството Милковски, па за да му служат, ги вклучил во криминалните сделки и сопругата Марина и таткото Љубе. Оваа црна делчевска тројка, началник, негова сопруга и негов татко, награбиле баеги квадратура за смешен износ од 43.500 евра платени со ДДВ. А Страшо и Зоран Милковски и Гранит од нивна страна со помош на Стојменовски награбале неколкукратно поголема квадратура, инаку парцела на Република Македонија, претходно насилно експроприирана од приватни лица. Началникот Дарко тука погодувал, а началниците над него не го спречиле, иако ова е јавна тајна. Дарко Стојменовски на 25 февруари 2016 година склучил договор со градежното предпријатие Гранит АД Скопје за купување на 670 плюс 38 плюс 15 еднакво на 723 квадратни метри деловен простор во Делчево на булевар Македонија. Површината одговара на 7 трособни стамбени единици од по 104 квадратни метри, а досетливиот полициски началник на надворешната канцеларија за криминални работи Дарко Стојменовски, деловниот простор купен по трагикомичен износ од 45.000 евра го рентира на извршители, нотари и слично.
Тука има еден смешен момент кој се однесува и се граничи на трагикомедија, а се однесува на засолниште кое е општо добро во објектот кој Милковски му го продале на началникот Дарко за само 5000 евра. Иако тоа како засолниште не подлежи на продажба по ниеден закон и може највеќе да биде издадено под закуп, а ослободено од закуп во случај на воена опасност и потреба да биде искористено за намена за која е градено. Во случај на војна, жителите од оваа парцела кај што лежи оваа засолниште нема да има каде да се скријат, бидејќи засолништето е собствено на полицискиот началник Дарко Стојменовски. Инаку, тој, кога го склучувал договорот со Гранит, немал 45.000 евра во готово, па продавачите Зоран и Страшо Милковски му овозможиле да пазари на 3 рати или да плати половина веднаш, а другата половина да ја плати на уште 2 рати. Ова е дел од цела историја на бандитизмот и криминалот на Гранит со помош на началникот на надворешната канцеларија за криминални работи Делчево Дарко Стојменовски, школуван и платен од буџетот на Република Македонија да спречува ваков криминал. Факт кој го заборавил откако дошол во позиција да тргува ефтино со криминалците Милковски, собственици на Гранит и деценијски пријатели и содружници на СДСМ и ДПМН.